Почитувани присутни, дозволете ми од името на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и од свое лично име да ви посакам добре дојде на завршниот настан "Градим издржливост" под мотото ИЗИС за Скопје. Имено Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сизмологија, кој е членка на УКИМ по повод 60 години од катастрофалниот земјотрес, во изминатиот период организираше серија настани за одбележување на овој трагичен настан од историјата на Скопје со цел подигнување на јавната свест кај учениците од основно и средно образование, отворени денови, лаборатории, контрола на објекти од посебен јавен интерес, тематски предавања и слично. Секоја година, со тага и неверување се сеќаваме на кобното 26 јулско утро, во 1963 година, кога се случи еден од најтрагичните настани во нашата блиска историја, Скопскиот земјотрес, во кој животот го загубија повеќе од 1000 сограѓани, а многумина други беа повредени или ги загубија своите домови. Следејќи актуелната потреба од ургентна и ефикасна реконструкција на разрушеното Скопје по катастрофалниот земјотрес од 1963 година, како и современите текови во светската научна мисла во областа на земјотресното инженерство во Скопје, во 1965 година е формиран Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сизмологија ИЗИС во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје по препорака на Меѓународниот консултативен одбор за обнова и повторна изградба на Скопје при Обединетите нации, одлуките на владата на Република Македонија и градот Скопје со значителна поддршка на УНЕСКО. ИЗИС во текот на својот досегашен развој израсна во меѓународно призната и препознатлива институција од областа на земјотресното инженерство и инженерската сизмологија, а денес примерна мисија на институтот е заштита на населението, сопственоста, како и интегралниот социјоекономски систем на Република Македонија од дејство на земјотреси и други природни катастрофи. Идентификуван како еден од неколкуте национални центри на извонредност, и институтот бил и е од посебен интерес за државата. Следејќи својата стратешка ориентација, активностите на институтот генерално опфаќаат 3 области: научно-истражувачки активности, наставно-образовни активности и применети истражувања апликации. Научно-истражувачките активности на институтот се ориентирани базично кон изнаоѓање можности и утврдување основи за намалување на сеизмичкиот ризик и ризикот од други природни катастрофи. Почитувани, една од најголемите поуки кои ги извлековме од таа голема трагедија е дека се може одново да се обнови и да се создаде, освен човечкиот живот. Заедно бевме сведоци на повторното раѓање на градот преку меѓународната поддршка која беше толку драгоцена, бидејќи ја добивме во вистински момент кога за нас беше најпотребна. Сите вложени напори за отстранување на последиците од несреќата, грандиозниот потфат за обновата и повторната изградба на нашиот град, говорат за визијата и вербата во човештвото преку безрезервна солидарност и хуманост. Не случајно Скопје стана еден, а можеби и прв град на солидарност, каде што сиот свет се обедени без оглед на политичкото уредување, вера, раса и слично, во давање хуманитарна помош која придонесе Скопје да стане европски град, а сега и метропола со статус на дипломатски град. Природните непогоди и катастрофи не може да се предвидат, но може да се превземат напори за изнаоѓање на решенија за минимизирање на нивните деструктивни влијанија. Градежништвото е еден од аспектите на кои се задржува најголемото внимание, со оглед на тоа што е крајно сериозна дејност која не трпи никакви импровизации. Тоа представува дејност која се базира исклучиво на почитување на стандарди, знаење и одговорност. На одбележувањето на 60 годишнината од Скопскиот земјотрес се потсетуваме колку е важно неговото значење, не само како еден немил настан, туку и како потик за развој на научната мисла на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, а особено на неговите единици од областа на градежништвото, архитектурата и инженерската сизмологија.
Потребно е сите заедно да создаваме иднина, да соработуваме заедно и доследно да ги применуваме регулативите за антисеизмичка градба во сеизмички активни подречја како нашето. Изведбата на сигурни градби, современите пристапи за проектирање и истражување на сеизмичност треба да се приоритет во развојот на градот за ризиците од такви катастрофи да бидат сведени буквално на минимум. Нашата земја е една од првите земји во рамките на поранешна Југославија која донела правилник за проектирање на сеизмички отпорни конструкции и има сериозно искуство во проценка на сеизмичката отпорност. Но и во избор на мерки за санација и заекнување на конструкциите. Од големо значење за нас е сите досегашни здобиени искуства и сознанија за земјотресот од 1963 година да се соберат и систематизираат со цел да ги информираат идните генерации. Пред овој предизвик се наоѓа и УКИМ, кој преку своите единици како Градежниот факултет, Архитектонскиот факултет, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сизмологија со своите анализи, истражувања и технологии имаат можност да го дадат својот придонес при имплементацијата на мерки за заштита од земјотреси кои во иднина би можеле да резултираат со несакани последици. Најважно е да бидеме безбедни во градот, кој стана синоним за солидарност, пожртвуваност и архитектонски развој, а тоа ќе го постигнеме доколку посветиме доволно внимание на безбедно градење и проектирање, пренесувајќи им ја таа должност и на идните генерации. Почитувајќи го овој тажен миг, посакувам таква катастрофална несреќа повеќе никогаш и никаде да не се повтори. Благодарам.